Дојран потпиша договор со Кукуш за реконструкција на испустниот канал од грчка страна за регулација на Дојранското езеро. На тој начин се очекува да се стабилизира водостојот во ова езеро кој изминативе години, заради зголеменото ниво, ја поплави и уништи пешачката патека. Градоначалникот Ангов верува дека идната година од грчка страна ќе почнат работите за санација на каналот. Веќе договорот е потпишан, се отвараат тие сметки за реализација на самите проекти. Јас се надевам дека набрзо и таа ќе биде една од првите активности од грчката страна, меѓутоа тоа е од грчка страна, јас правам максимални напори колку што може да се отпишне со таа работа. Со овој проект Дојран ќе набави брод за чистење на трската од езерото за отварање нови плажи. Со набавката на самиот чамец, ајде да го кажем, или на некој начин како багерна вода е тој, ќе добиеме многу затоа што со него ќе можеме да отвараме и нови плажи, да ги чистиме постојаните, односно да биде и поубави, да имаме и поубави и поквалитетни плажи за самите туристи. А со тоа ќе придонесеме исто така за квалитетот на самата вода. Посетителите сметат дека патека покрај езерото мора да има и таа да се санира, но откако ќе се регулира нивото на водата. Стазата ми е убава поред езерото, најисправно е, бидејќи колку сте поблизу до водата, толку е поубаво и поздраво. Има негативни иони, јас сум биолог инако, и многу поубаво делува тие на имуниот систем, на регенерација, на клетки, на ткива, на здравје се. Општинските власти истакнуваат дека се обезбедени средства за санација и реконструкција на сегашната патека, која се планира да се проширува на локациите, каде ќе се отвараат нови плажи. Пешачката патека покрај Дојранското езеро ќе се санира со средства од меѓународни фондови, но потребно е најпрво да се регулира Дојранското езеро, зашто општинските власти реализираат проект со соседна Грција за испуштање на водата преку каналот на грчка страна.